Преку своите млади сајбер или по македонски кибер амбасадорки, организиран беше интерактивен настан за млади жени од 18 до 30 години, скриени зад екраните, дигитална детективска авантура, истражуваа лажен онлайн профил, дигитални траги, дешифрираа скриени пораки, учеа како се препознаваат онлайн закани, одлична можност за практично запознавање со сајбер или кибер безбедноста, како и да е. Па, накратко, само ќе ги представиме прво гостинките ова утро. Љубица Пендаровска-Крстевска, председателката на организацијата Жени за Сајбер или Women for Cyber. Добро утро. Добро утро. Климентина Кованцалиева и Ема Георгиева, младите кибер сајбер амбасадорки, како и да е. Добро утро, добре ни дојдовте во студиото. И ќе ви оставам дамите да уживате во овој современ дигитален разговор. Добро утро, официјално. Ќе започнеме со младите, ќе ни дозволите некако да го скршиме ледот, иако вие сте ни наш гостин. Често, она што е интересно, може да ве наречам, нели, сајбер амбасадорки, ама сајбер детективки, имавте можност да бидете во таа улога и да истражувате лажен профил. Па еве, тоа е нешто со што постојано се соочуваме, особено на социјалните мрежи. Некои од начините на кои што знаеме да си помогнеме меѓу себе, знаеме да го сликнеме, да го пријавиме, па другите ако се сретнете со истиот, но додека се тоа да се случи, веројатно голем дел веќе наседнале на тој лажен профил и нема како да се спасат. Па колку време, која сакате прва, нека почне или Климентина или Ема, колку време е потребно за да се пробие дека е тој лажен профил и да се најде кој стои зад него? Колку време ви требаше? Реално тоа беше точно причината зашто одлучивме да направиме ваков настан, со целта да покажеме како треба да дознаат детективките за кој е лажниот профил. И најчесто тоа треба да е нешто што е брзо, затоа што како се движи светот кон сајбер, така треба да почнеме да ги препознаваме и предизвиците и тоа што е негативните страни на сајбер светот преку ваков предизвик и со учење на вакви способности преку дигиталната форензика, тоа пробавме ние да го доближиме до учесничките за побрзо да можат да го направат и навистина делот нив многу брзо успеа да направат, а целта е сите да можат да препознаваат такви закани многу побрзо. Добро, Климентина, колку време ви требаше? Па, се зависи од Мене многу долго време веројатно ќе ми треба. Се зависи од искуството и запознаеноста со темата, но на настанот прилично брзо се одвиваше цел настан, зависи праќавме цело време флекс, тоест прашања кои што треба да ги одговорат и секој прашање скоро беше одговорено на време. Од прилика требаше 90 минути за првиот тим да ја реши цела задача. Јас цел ден може да гледам. Тешко е дека современиот човек или дел од нас сме свесни колку е значаен современиот сајбер предизвик, па Љубица, еве со вас како председателка на ова движење кај дамите, колку сме свесни за опасностите што не демнат и какви се тие опасности, додека разговараме, ќе ги замалам одржијата само да го видиме видеото кое што беше подготвено за и околу настанот. Колку луѓето се свесни за сериозноста на она што може да им се случи во виртуелниот свет? Благодарам на прашањето. Навистина е поврзано со ова што нашите млади сајбер амбасадорки го реализираа од идеја, би рекла, до реализација, целосна заслуга за нив. Ние само како организација застанавме за тоа и како што кажа и двете, потребата всушност од она што на сите ни се случува, не само на младите, меѓутоа генерално на сите оние кои што сме во виртуелниот свет, од интернет комуникација, користење разни апликации и така натаму и користење во работењето, ја наметна таа потреба на некој начин да едуцираме преку интерактивен настан и преку работилница, всушност еден дел од младата популација како да се справуваат со ваков тип на, односно како брзо, тоа што рековте вие, Јована, како побрзо да дојдеме, и затоа тие беа под притисок временски, како побрзо да дојдеме до крајната цел, односно откривање на идентитетите. Лажниот идентитет во случајов. Би рекла дека како оди понапред технологијата, размената на информации во дел од секунда, за жал човечкиот мозок и човечката психа не може да биде толку брзо во чекор со она што се случува
во умовите на оние кои што хакираат, оние кои што се занимаваат со недозволени активности на интернет, креираат лажни профили, па на тој начин напаѓаат, вршат недозволени действија. И затоа мора да се работи повеќе кратно на повеќе аспекти. Тоа и го прави нашата организација преку Women for Cyber Македонија, односно Жените за Cyber, која што е дел од една европска организација, односно, како што рековте вие, Бранко, движење. И тоа сосема одговара бидејќи е движење, затоа што постојано имаме нешто што мора да надоградуваме, да менуваме и да работиме постојано. Може ли да се таргетира за кого е поопасен виртуелниот свет? Дали можеме да таргетираме возраст, дали можеме да таргетираме пол? Кому му треба поголема дигитална едукација? Поради тоа што оваа нова млада генерација се чини дека дигитално се раѓаат. Едуцирани се раѓаат. Па, јас ќе се обидам да одговорам накратко до она што ние го имаме како, правиме истражувања, правиме различни интервјуа со луѓе, различни активности. Би рекла дека подеднакво сите сме ранливи, зависно од тоа во кој дел, значи зависно од тоа дали повеќе сме ранливи во однос на работењето, односно кога користиме технологија и интернет, виртуелниот свет го користиме за работење, или во делот кога го користиме за социјализација, односно забава. Ако е во делот на забава и социјализација, повеќе младите, меѓутоа, иако тие се би рекла, повеќе во тој дигитален свет, сепак не се дигитално писмени, би рекла, во голема мера. А тоа ги прави ранливи. Дигиталната писменост е она на која што постојано треба да се работи. Дигиталното присуство е едно, меѓутоа писменоста е сосема друго. Затоа што ако не сте, дигиталната писменост подразбира да знаете како да се заштитите, како да постапувате во тој свет, до каде да одите, колку да откривате, на што да не одговарате, кај да не праќате податоци. Меѓутоа, и на возрастните пак им треба особено во делот на работењето, бидејќи голем дел од работењето сега се сведе на работење онлайн, комуникација, апликации, системи, така што има тука многу големо поле за орање, би рекла. Да, еден од моментите, Јована? Да, сега да кажем, кога прашав за возраст, кому му треба најголема едукација, потребата веројатно си го направи своето, па повозрастната публика имаше, односно пензионерите, има едукација изминатиот период. Ќе се навратиме со прашањето и до вас, но претходно колегата Петар Печков ќе го вклучиме на оваа тема, како всушност се наметна потребата за да се направи една обука за пензионерите, што беше опфатено се во обуката. Петар, вниманието кај тебе, те слушаме. Да, Јована, потребата од едукација на највозрастната популација, пензионерите, како заштита за сајбер криминалот, беше повод да бидат посетени од страна на полицијата и едуцирани на оваа тема. Предлагам во овој прво да го слушнеме прво изјавата на претседателката на активот на жени на пензионерки на Велес, Благока Настова. Пошто Велес е голем град и со голем број на пензионери, инспекторите од МВР на пензионерите им одржаа едукативно предавање на тема како да се заштитат пензионерите од компјутерска измама, телефонска измама и измами со криптовалути. Исто така пензионерите им одржаа предавање како да се заштитат од лица што им се јавуваат на телефон, да им кажат дека нивните блиски се болни, починати или имаат сообраќајна несреќа. Исто така и да не даваат своји лични податоци, затоа што они многу се злоупотребуваат. Имавме ние до сега неколку такви предавања и имаше многу голем број одзив. Пензионерите се многу заинтересирани, затоа што голем број од нашите пензионери се измамени со дрвата, исто така и со личните податоци, со личните карти и со картичките што ги вадат пензиите.
голем е фронтот каде што може оваа категорија да биде измамена и сами слушнавме што се и каква едукација добиле. Во однос на сајбер криминалот, сега да слушнеме изјавата од портпаролот на СВР Велес, Билјана Ѓаковска, која што ни кажа што се тие преземаат за да ги заштитат оваа најранлива категорија. Предлагам да слушнеме изјавата на Ѓаковска. Со цел да се заштитат граѓаните, особено оние повозрастните, Одсекот за превенција при СВР Велес во континуитет организира и реализира превентивни предавања за граѓаните, најчесто во соработка со Одсекот за компјутерски криминал при СВР Велес. Овие предавања и едукации се со единствена цел да се запознаат граѓаните со сите можни начини да бидат измамени и тоа преку користење на дигиталните технологии. Едукациите се со посебен акцент за превенција од кривични дела од областа на компјутерски криминал, компјутерска измама, злоупотреба на лични податоци и оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Со оглед на тоа дека повозрастните групи на граѓани не секогаш се доволно упатени за опасностите, постојано им се напоменува од страна на полициските службеници да бидат особено внимателни, да не наседнуваат лесно на ветувања кои најчесто се лажни и се со цел да се извлече материјална корист од нив. Посебно им напоменуваме да бидат внимателни при користење на социјални мрежи, а особено да се воздржат од инсталирање на апликации на нивните мобилни телефони, бидејќи искуството покажува дека најчесто преку комуникација остварена по овој пат се случуваат овие видови на измами. На самите средби со граѓаните тие имаат можност да постават прашања и да се информираат за оно што ги интересира или пак слушнале за измами од своите блиски или пријатели. Останува сега во наредниот период да се сумира колку овие предавања има влијание врз пензионерите да не седнуваат на овој компјутерски криминал, бидејќи се одржаа пред 3 седмици. Во наредниот период се очекува да се сумираат резултатите дали продолжија тие пријави за наседнување на ваков начин на криминал или пак се во намален обем. Јована? Да, благодариме Петар, благодариме. Продолжуваме со разговор во студиото на истава тема, како да со нас во студиото Љубица Пендаровска-Крстевска, Климентина Кованцелиева и Ема Ѓоргиева, Women for Cyber или Жени за Сайбер. Како да им помогнеме на повозрастните граѓани, кои што особено ни е драго дека меѓусебно комуницираат и преку социјалните мрежи се договараат, да се сретнат, да се видат, одржуваат средби, значи се социјализираат еви во ова дигитално време на таков начин, но во исто време многу често се навлечени на некои игри, кои што подоцна пак резултираат со измама. Тука би било многу интересно, бидејќи имаме тука со нас младите сајбер амбасадорки, од перспектива на помлади, е многу интересно да се види нивната перспектива, што мислат дека најдобро би било како активност да еве и ние како организација да превземаме во однос на оваа повозрастна популација. Најважното секогаш е едукацијата и слично како настанот што веќе го направивме, кој беше насочен кон помладите, сега може и таков настан да се организира према повозрастните, каде што преку интерактивна активност ќе можат да увидат што е тоа што на нив би им претело во животот и што е тоа што е безбедно. Бидејќи не може од друга страна, например, да се влее страв од технологијата. Технологијата оди секогаш напред и ние се стремиме да одиме со неиза. И затоа е битно и повозрастните генерации да знаат како да управуваат со нив. И доколку има такви интерактивни настани, како предавањето што имало, а како и предавање што може ние да организираме слично на тоа што веќе го организиравме, може да им се покаже како можат безбедно да учествуваат во овој сајбер свет. Да, и како да се бидат спречени да не бидат измамени. И веројатно да не кликаат на се она што се вели кликни тука за среќа и зашто и да дигиталната писменост, значи најбитно за сите нас е дигиталната писменост и тоа мора да се запомни дека тоа процес и нема почеток и крај. Затоа што како што рековме, нема ни технологијата почеток и крај и тој процес нема. Се повеќе сега и со вештачката интелигенција, со машинското учење. Ние велиме вештачка интелигенција сега.
Меѓутоа вештачката интелигенција постои многу долго време, а нас не требало време и да дојдеме до тој момент да ја користиме. Сега замислете па колку сме изложени преку вештачката интелигенција која што се уште не е на тоа ниво, например користењето на ChatGPT отиде многу високо, меѓутоа развојот внатре на самата ќе го наричаме систем или апликација, се уште не е на нивото да дава целосно точни и целосно проверени информации. Значи, имаме многу прашања за кои што може да работиме, би рекла, и да поддржиме било какви активности кои што се однесуваат и на повозрастна и на помлада популација. Далеку од тоа дека сме неедуцирано општество, сме продуцирали, ќе продуцираме здрави кадри, меѓутоа постои нешто што се вика дигитална порозност на нашето општество, тоа е недоволната упатеност на сите се уште во она што е современиот предизвик. Ние нели сите мислиме дека знаеме да зборуваме и англиски и српски, па од англиски повеќето од нас се ставаме јас тука, знаеме само такси, а од српски где живи му Џорчу. Не знаеме ни еден падеж. Добро. Сега за дигиталната порозност на нашето општество. Што е со легислативата? Повеќето од луѓето во Македонија се дигитално неподготвени, ќе кажеме, за она што им се случува. Операторите на провајдерите се оградуваат, односно, се велат дека нудат ограничени услуги и се оградуваат од безбедноста на она што се пласира во смартфоните или паметните телефони или паметните уреди или компјутерите и каде и да е на корисниците. Што станува со легислативата? Дали треба да бидеме заштитени од она што доаѓа до нас? Постојат одредени алатки, меѓутоа и тие не се гаранција. Да, проблемот е тука веќе посериозен, би рекла, системски, затоа што оди на повеќе рамништа. Првото прашање е легислативата. Ние можам да кажам дека во голема мера, ако гледаме од аспект на законодавство, сме покриени, бидејќи имаме и закон за заштита на лични податоци, па тој повлекува одредени активности кои што може да ги превземете во случај, да речеме, ако сметате дека вашите лични податоци се повредени и така натаму, и како да реагирате. Постојат и закони кои што ги регулираат и телекомуникацијските услуги токму од овој аспект. За жал, се уште го немаме законот за безбедност на мрежи, со кој што треба да првично да се согласиме со веќе НИС-2 директивата на Европска унија, и во тој дел сме многу назад, тоа е во процедура, меѓутоа многу долго е потребно. Меѓутоа, јас повеќе би рекла дека законодавство постои. Постои исто така, постојат и одредби и дела кои што покриваат, да речеме, несоодветно однесување или прекршување од страна на операторите и од било кој друг кој што нуди било какви услуги на интернет и во виртуелниот свет. Да, не можеш да понудиш се, па ти снаоѓај се по тоа. Апсолутно не. Предпоставувам дека тоа не е да понудиш се, тоа поминало некакви филтри. Не замислам дека треба да има понуда. Апсолутно. Да, но треба да знаеш што да избереш. Сега и тука треба да процениш, мислам дека проценката е најважна. Проценката, значи затоа има повеќе филтри. Првиот филтер е оној кој што треба да ти го обезбеди државата преку законодавство, преку контроли соодветни, преку инспекции и преку казнувања. Тој дел што кај нас секогаш недостасува во процесот на имплементација, значи казнувањето и одговорноста, значи тоа е првиот сегмент, значи одговорноста прво на државата, второ на чинителите кои што ги нудат услугите, на компаниите, институциите или што и да е. Трето е одговорноста на самите граѓани, затоа што последниот филтер е јас сум сама пред себе одговорна најмногу за сама себе. Значи јас морам да бидам последниот филтер. Сега сосема е во ред прашањето за тоа што некаде сте соочени со тоа да имате одредени услуги. Кревки сме во овој поглед. Апсолутно и затоа сме лесна жртва на Апсолутно. Апсолутно сме кревки и лесна жртва сме, не е само тука, морам да кажам така, меѓутоа од друга страна, значи сегде корисниците се кревки, изложени на напади, меѓутоа она што недостасува е соодветен систем на заштита кај нас и соодветна одговорност. Значи, одговорноста на сите рамништа е она што на крајот на криштата ќе не спаси и во тој виртуелен свет. Се додека не успееме да дојдеме до тој систем на одговорност и кај давателите на услуги, не зборуваме веќе за законодавство, затоа што имаме законодавство,
не може да зборуваме дека сме на повисоко ниво и на дигитална писменост и на заштита. Тема за следно гостување нека биде ова. Апсолутно, Најбрзо ќе го реализираме. Добро да поставиме се, разбира, уште неколку прашања. Бевте многу задоволни од настанот и од сеона што имавте како можности да научите таму и да бидете детективки во некои 90 минути, така ми кажавте дека биле потребни. Какви предизвици ви се потребни вам, на младата генерација, која што е во чекор со тоа колку напредува дигиталната ера? И следите што се случува, особено кога е сајбер безбедноста во прашање? Прво, мора да е нешто практично. А што е она што е практично и што е нешто и секојдневно? Некој проблем, на пример, некој сајбер инцидент што се случил, како е решен тој проблем, со каква програма? Практично би било некој сличен инцидент да се направи и после тоа со таа програма да се реши. Така практично партиципантите би виделе како би се решил тој проблем и би им станало интересно, можеби поише мотивација би им дало да се насочат кон оваа тема. Освен лажните профили, предизвици какви имате? Секојдневно. Многу обемно е ова, но секојдневно најголем предизвик се фишинг и спам имейлс. Мислам, тоа е веќе многу позната тема, но сепак уште не е доволно развиено. Да ги добиваме постојано, тоа е нешто што е секојдневие. Луѓето уште кликаат на тие линкови и уште не ги препознаваат тие фишинг имейлс. Особено да се посвети внимание на таа тема. Да. Добро, кај работоспособно население, кој што секојдневно ги добива. Има, ќе сакаш да дополниш нешто? Па да, тоа сакав да кажам, се согласувам целосно со Клементина. Спам и фишинг е битно, но тоа што нас не водеше во настанот не беше само што нашата генерација гледа како закана, туку и шанса ние да направиме нешто што ќе му возможи на девојките што присуствуваат да се изградат себе си за да работат во полето на сајбербезбедност. Затоа да им отвори кариерни можности понатака преку вовед во дигиталната форензика, која што е многу важно. Така што целта е и да дознаат како да се заштитат себе си, но и понатака да им се отворат патиштата кон иднината за други кариерни можности. Така што овој пат беше дигитална форензика. Можеби следниот пат би било етичко хакирање, например, и тоа исто така интересна тема во моментот која што се повеќе луѓе се интересираат и може да се организира и таков настан и за тоа на тој начин да станат повторно запознаени со темата, и да си отворат кариерни можности. Добри, по се она што зборувавме, некако да го заокружиме разговорот и по тоа што младите кажуваат што има потребно секојдневно како предизвик да може да бидат во чекор со предизвиците во сајбер безбедноста. Може да заклучиме еве сите три. Колку Македонија е подготвена за сајбер живот? Не мора со дане. Може и поопширно. Не. Јас би рекла еве дека не е подготвена, меѓутоа факт е дека го живее сајбер животот и тоа значи дека времето не не чека. Како за се снаоѓаме, добро? Апсолутно се снаоѓаме и токму тоа ни идејата и на организацијата, меѓу другото преку стекнување вештини, да овозможиме, како што рекоа младите сајбер амбасадорки, токму и преку таа програма на млади сајбер амбасадорки на нашата организација, е да обезбедиме стекнување вештини, кои што ќе ни овозможат и да се снаоѓаме ние полесно во тој сајбер живот, меѓутоа и да градиме, значи, кадри, кои што не само ќе бидат, ајде јас ги нарекувам добавувачи на услуги, ќе работат за странски компании, па ќе спојуваат делови за да се добие готов производ, туку тие ќе бидат оние кои што ќе креираат идеја и готов производ, а други ќе ја склопуваат. Тоа е нашата идеја. Ќе се надоврзате? Јас потпуно се согласувам со Љубица, така да. Има? Дефинитивно има простор да се подобри ситуацијата, не е дека е безизлазна ситуација, но треба да се свати сериозно и да се учи и да се вложува во себе си за да можеме да станеме спремни за ова. А кога жена ќе се фати за работа?
Значи сработено е со 4-цифрени проценти е сработено, со 5-цифрени. Признавам. 3 прекрасни дами гостинки, 4 прекрасни дами со почитуваната колешка. Ова утро во Македонија на утро се присутни во студиото. Ви благодариме за гостувањето.